Траги во времето. Траги во времето. Почитувани слушатели, во емисијата Траги во времето ќе го проследите разговорот со примариус доктор Климе Матоски, специјалист по педиатрија. Примариус доктор Климе Матоски е специјалист по педиатрија. Роден е во Струга во 1940 година во занаетчиско семејство. Во родниот град го завршил основното образование, а паралелно со него и кувенџискиот занает, кој што се пренесувал во фамилијата со години наназад. Класична гимназија завршил во Охрид, а потоа и медицинскиот факултет во Скопје. По дипломирањето во 1966-67 година се вработил како лекар во медицинскиот центар во Струга. Тогаш престанал да се занимава со кувенџискиот занает. Во медицинскиот центар во Струга го поминал целиот работен век до пензионирањето во 2005 година. Од самото вработување доктор Климе Матоски постојано бил на задачи во службата за заштита и лекување на деца и ученици. Покрај редовната работа во детското оделение во оделот за вакцинации и во детското советувалиште, повеќе од 35 години редовно ги посетувал селските пунктови и подрачни амбуланти. Доктор Матоски бил началник на оваа служба во 2 мандати. Во пензија заминал, завршувајќи го третиот 4-годишен мандат како раководител на сите одели на диспанзерот за деца и ученици. Во 1975 година доктор Климе Матоски специјализирал педиатрија. По 3 години ја стекнал титулата примариус. Во 1988 година пријавил докторска дисертација на универзитетите во Загреб, Белград и Ниш. Иако одобрена дисертацијата останува неодбранета заради немилите настани во 90-тите години во тогашна Југославија. Во 1991-92 година доктор Матоски пријавил нова дисертација на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје на катедрата по педиатрија на медицинскиот факултет. Дисертацијата со наслов Рахитисот кај детската популација во општина Струга, лонгитудинална студија за епидемиологија, движењето, инциденцата и преваленцата на рахитисот во општината за периодот 1983-1992 година, доктор Матоски ја одбранил во декември 1995 година. Доктор Климе Матоски објавил преку 50 рецензирани научни трудови од областа на педиатријата, особено од сферата на превентивата. Во 2005-та, на самиот ден на пензионирањето, ја промовирал неговата капитална монографија Вродени, луксантни состојби на колковите кај децата во Струга и Струшко 1975-2005. Овој труд представува евалуација на сознанијата за оваа вродена аномалија кај децата. По својата проблематика, овој труд е единствен во нашата земја. Во 2012-та, доктор Климе Матоски го објави трудот Некои аспекти кон растот и развојот на децата од Струга и Струшко во периодот 1983-2006. Во оваа книга е проследен растот и развојот на околу 25.000 деца. Доктор Матоски бил член на председателството на Лекарското друштво на Македонија, како и на редакцијските и научните одбори на списанијата Македонски медицински преглед од Скопје и Акта Медика Медијане од Ниш. Добитник е на повеќе награди и признанија од Лекарското друштво на Македонија,
а во 1999 и на највисокото златна плакета. Во 2001 ја стекнал титулата доктор на годината и ја добил најпрестижната награда во Република Македонија Свети Наум Охридски. Доктор Климе Матовски е активист на Црвениот крст на Македонија и е активен крводарител речиси 6 децении. Носител е на Сојузна повелба за екологија. Бил и клубски лекар на Кајакарски клуб од Струга и е еден од основачите на ансамблот Распеани стружани. Добре дојдовте во емисијата Траги во времето. Чест ми е да направиме преглед на вашиот активен работен век, како и на многуите ваши интереси и ангажмани. Од прегледот на вашата биографија откривам дека основен двигател во сите ваши дејности е љубовта кон другите, особено кон децата. А тоа заедно со посветеноста дава резултати какви што вие остваривте. Се учи ли тоа или се раѓа човек така? Па би рекол и едно и друго. Основно е нешто и во генот човек да носи. Основно е исто толку она што не се учи во школото, се учи дома од родителите, од мајката, од таткото, од начинот на живеењето во семејството, од навиките што детето и младиот човек ги добива дома. Сега образованието, барем во она моје време, не беше само образование, беше и воспитување. За жал сега не би прифатил дека е баш токму така, меѓутоа отприлика тоа е тоа. Медицината како професионална определба, како се случи тоа? Јас како дете учев и работев за нечија, кувенџија. Главна преокупираност ми беше филигранството. Но во школото на некој начин повеќе бев заинтересиран за биологијата и тука бев на некој начин најупатен. Биологијата тогаш се учеше неколку насоки, имаше ботаника, зоологија, анатомија, физиологија и тој интерес некако ме водеше во тие детски денови, но исто така можам слободно да кажам дека можеби еден патокас ми значеше во близина на мојот дом се наоѓа еден прекрасен, единствен од таков вид, не само во Македонија, ами и пошироко музеот во Струга. Тоа е задужбина, да речем, целосно дело на еден многу прочен русин, а стружанец, доктор Никола Незлобински, и некако како поттик за откритија, за истражувања на животот што не обкружува, ми представуваше тој музеј кој што често го посетував и во гимназиските денови, гимназија учев во Охрид, тогаш во Струга немаше. Таа биолошка наука најмногу ме привлекуваше и така испадна да се запишам на медицинскиот факултет. Како поминаа студентските денови? Тогаш можеби и немаше многу студенти на медицина. Имаше многу, напротив. Да речеме, јас се сеќавам на приемниот испит, значи беа јавени околу 1200 кандидати,
од кои што 105 требаше да бидат примени, полагавме 10 дена приемен испит, па тоа помина како што помина, започнаа студиите, се случи земјотресот. Сега тука земјотресот многу судбини измена, па би рекол и мојата судбина, како студент по медицина, природно беше да се најдам уште веднаш на припомош во Скопје. И сите тие, да речам, трагични случувања на некој начин ги преживував и како да си поставив задача на најдобар можен начин да им помагам на луѓето. Вие напомнавте за љубовта. Јас ни сите мои трудови стално напомнувам една реченица, ја повторувам дека љубовта е дар Божи и најблагословени се луѓето што знаат да сакаат. Тоа е многу битна работа во животот. И во оваа професија се разбира? Па се разбира особено во оваа професија, а според мене, значи, љубовта кон децата од секогаш била на прво место, семејството. Тоа е она што чинам се најголемите човечки вредности и може би баш заради тоа, уште од самиот почеток се определив за педиатрија, работев цел живот со деца, им го посветив животот и велам најмногу на светот што сакам, тоа е семејството и децата. Се разбира не само моите, секако моите на прво место, меѓутоа навистина ги сакам сите деца на светот. Кога деца би раководеле со светов, верувајте, ни кавги, ни војни не би имало. Би бил поубав светот така. Многу би бил поубав. Вашето прво вработување беше во, како што се нарекувала тогаш, служба за заштита и лекување на децата и учениците. Така. Дали беше случајност тоа или беше ваш избор? Па јас во тоа време не бев во ситуација да одбирам нешто. Во тоа време би го нарекол невреме, време на многу страотни епидемии, на многу голема нехигиена, лоши навики, празноверија во населението во кое што живее во Струга и Струшко, особено во најголемиот дел од селата. Имаше страотен процент на неписмени, на необразувани луѓе. Да кажеме, јас кога се вработив, пред мене имаше постари само 5 лекари. Јас бев како 6-ти млад доктор, вработен во, тога беше здравствен дом, после стана медицински центар, па нараснувавме, во секој поглед се развивавме, меѓутоа најбитно беше да се посвети внимание на здравственото просветување, да се просветуваат особено родителите, мајките, за начинот на нега и исхрана на децата. Најпрвин, скоро една година, бев уште од самиот почеток, по завршување на воениот рок. За време на воениот рок бев во школото за резервни воени лекари во Војно-медицинската академија во Белград, потоа одведнаш кога дојдов, ме вработија во родилниот дом, така да една година работев во родилниот дом. Малку е чудно за денешно време, меѓутоа тогаш така беше, јас како млад лекар, да кажеме, изведов повеќе од 1000 раѓања. И знаете, најголемо чувство што човек може да го на сентиментален, на емотивен план да го добие, тоа е кога се раѓа нов живот, кога во раце добиваш новороденче. Потоа после во одсекот за вакцинации, па службата за детска заштита и така.
Какви беа условите за работа тогаш? Значи зборуваме за крајот на 60-тите или почетокот Па на јас почнав 70-тите? 67 година Така. да работам, 67-68. Каква ситуација затекнавте во здравството? Па еве Како веднаш. функционираше службата за заштита и лекување на децата? Веднаш ќе ви кажам, многу сликовито. Да кажеме, акушерското одделение, гинеколошко акушерското одделение, кое што сега така се вика, тогаш беше сместено во еден родилен дом, во една приватна куќа. Имавме комплетно 4 собички, едната беше родилна сала, така ја викавме, а имаше 13 квадратни метри, и за новороденчиња кои што сега задолжително влегуваат во сали за интензивна нега и инкубатори, јас, например, од едно креветче го иззавиткав во најлони, ставив една голема сијалица, ставив една шолја со вода да испарува, еден обичен топломер, едно цревце за малку кислород да му оди и импровизирав така наречен инкубатор. Еве колку за пример имам еден Петко од едно наше село Луково се вика преба Дебар кога се оди, се роди со 950 грама. Значи, со таква мала родилна тежина и денес е сериозен медицински проблем дете да биде одржано во живот. Но од тој Петко, јас пред 3 години добив покана за свадба на негово дете. Ете, отприлике такви беа условите. По тие импровизирани услови, Значи, дававте што можете. ево, во амбулантите имавме обични слушалки, апарат за притисок кој што сите 3 смени еден исти го користевме, од тие по старинските со живин столб. Имавме огледалце за преглед на уши, еден шприц за испирање на уши. Имавме игли и шприцеви кои што за да се стерилизираат секојдневно сестрите ги вареа со таа водена стерилизација, па ќе се иступеа иглите, нови не можевме да добиеме, па на време на дежурство сестрите ги калеа, ги остреа, ги остреа, за да им ги правевме со некакви пинцети искривените врвови и ги користевме. Ете, тоа беше се што имавме. Ја следите емисијата Траги во времето со примариус доктор Климе Матоски, специјалист по педиатрија. Во какво здравје ги затекнавте стружани? Кои беа најчестите заболувања? Епа видите вака, јас припаѓам на генерација која што е, да речеме, јас сум еден од последните лекари кои што видов маларија, струга беше маларично подрачке, и видов дифтерии, неколку деца од дифтерија, која што е коренито ерадицирана, видов повеќе случаи на деца со детска парализа, која од пред 20 години со декларација од Светската здравствена организација е прогласена за ерадицирана во нашава земја. Видов страутни епидемии од морбили,
Тоа се малите сипаници и други видови сипаници. Меѓутоа, тогаш беше тоа, значи, со огромна смртност, огромен процент на смртност, видов огромни епидемии од паротитис, овие заушки, значи, ете, од прилика тоа, значи, епидемии од шуга, епидемии од вошливост, значи, сите тие карактеристични заболувања за едно минато време кое молиме Бога никогаш да не се повтори. Тео беа заболувања како последица на лоши хигиенски услови, на лоша превентива и така натаму, но тогаш, морам да напомнам, тие години, со обзир да Македонија имаше доенечка смртност највисока после Косово, највисока во Југославија. Сега да не ве замарам со бројки, меѓутоа тоа беше равно на некои африкански земји. И се донесе славната, според мене, републичка програма за намалување на високата доенечка смртност кај нас, која што потпаднаа 9 општини во Македонија. Во тие 9 општини спаѓаше и Струга. И тамо некаде 68-та година, после работењето во тоа родилниот дом, јас бев испратен една година во едно село Велешта, во канцеларијата на селската земјоделска задруга, отворивме амбуланта. После тоа, во меѓувреме се изгради нова амбуланта во едно друго село, тоа се со албанско население, пунктова амбуланта во селото Ливада. Тамо веќе имавме многу подобри услови, веќе вакцинациите не беа кампањски како дотогаш, ами се отпочна со испланирани вакцинирања, мораше со закон, дури беа предвидени и не само предвидени, ами испроведени голем број казнувања на родители кои што одбиваа да си ги редовно вакцинираат децата. Така да можам да се пофалам дека 3 години во тоа село и во една година во претходното, 4 години поминав како стациониран лекар во тие селски амбуланти, каде што се спроведуваше таа републичка програма за намалување на доенечката смртност. Работевме без работно време, значи 24 часа во денот, имавме задолжение редовно да ги вакцинираме децата, да спроведуваме систематски прегледи, да вршиме домашни посетувања. Имав амбулантата, имав мал стационар од 4-5 креветчиња, имав апотека, имавме задолжение да одиме на домашни посети, да вршиме едуцирање на населението и така натаму. И така се стигна до денес да не само немаме епидемии од морбили, особено детска парализа и така натаму, ами да бидеме во земјите со ерадикација на тие болести. Значи, на еден начин вие постигавте успеси во анимирањето на жителите на Струга и Струшко да се грижат за своето здравје. Здравственото просветување беше со закон задолжение на секој лекар. Во таа смисла, како што кажавте, посетувавте села, немаше работно време. Немаше работно време, значи работното време траеше 24 сати. Кога ќе ве повикаат, еве и една анекдота во тоа селото, да кажеме, не само што ме повикува да лекувам, да водам породувања, неколку пати се случи да бидам и во улога на ветеринарен лекар. Во една зимска ноќ мене на полноќ ме викнаа во едно соседно село, затоа што едно теле беше болно и морав да го лекувам телето. Во една друга прилика еден конј го нападнало на рој пчели или оси, што ли било, го испокасале, па беше безмалку онесвестен. И јас морав да интервенирам и го спасив и на некој начин го паметам тоа како случај. На кој начин се остварува тогаш повиците? Немаше телефони. Луѓето сами трчаа до амбулантата од едно до друго. Јас бев одговорен за 9 села. Пешки? Пеш, обавезно. И имав еден бицикл, меѓутоа селото Ливада, во кај што бе стациониран, низинско, меѓутоа сите околни села се планински и беше проблем со бициклот да се оди, особено кога врне, кога снежи, кога студи или кога е прежешко, така да во главно одењето беше
Пеш и уште еднаш да ви кажеме, тоа мое село, таа моја амбуланта во селото Ливада, од страна на Републичкиот совет за здравствена заштита на населението на Македонија, председател беше мојот професор акушер Ќурчиев, бевме прогласени за најдобро организирана селска амбуланта или пунктова амбуланта, како што тогаш се викаше на ниво на Македонија. По тој период веќе го оставивте кувенџискиот занает? Да, кувенџискиот занает го напуштив, заправо работењето како занече го напуштив со вработувањето како лекар, веќе немаше време за... Воопшто не се навраќавте во моменти Па на рекреација? не се навраќав од проста причина што уште од самиот почеток на некој начин таквата здравствена состојба кај моите деца ме натера да отпочнам со научно-истражувачка некоја работа, во кој што води уште од самиот почеток се втурнав и немаше време и за едно и за друго. Јас 30 години полни, значи регистрирани 30 години, се бавев со тоа научно-истражувачка работа на полето на здравствената заштита на децата и уште од самиот почеток, уште пред да станам специјалист, почнав со објавување на трудови на темата раст, развој, исхрана и исхранетост кај децата, кои што беа најглавен проблем и превентивните дејности, така да немав време и за другото. Вие постојано се усовршувавте во медицината, во 1975-та специјализиравте педиатрија, подоцна и докториравте. Темата беше рахитисот кај децата за периодот 82-92. Зошто токму рахитисот и дали се искорени оваа болест? Да ви кажам зошто, затоа што ќе прозвучи можеби неверојатно, но повеќе од 90% од дечињата до 3 годишна возраст беа рахитични. Рахитисот, еве накратко да објаснам, е болест на слаби коски и се јавува заради неправилна исхрана, неправилна нега и немање доволно на витамин Д кај децата. Последиците се страотни и безмалку доживот. Тој проблем мораше да се реши, да се, да се ерадицира. Значи, мораше децата да бидат заштитени од тоа, дури не можам да ја наречам епидемија, беше полоша од епидемија. Рачунајте, преку 90% од децата беа рахитични. А лекувањето, односно заштитата е многу лесна, едноставна, доколку на детето му се додава витамин Д уште од самиот почеток од раѓањето, му се додава редовно и уредно, како по термин, така по доза, тогаш едноставно рахитисот исчезнува и навистина сум горд што се зафатив со таа задача и успеав со самото докторирање на таа тема, веќе покажав и докажав дека е можно нашите деца повеќе да не бидат рахитични и сега тој витамин Д недостаточен рахитис во Струга и Струшко навистина е извонредна реткост. Она што вас ве карактеризира, би рекла, една голема аналитичност и истражувачка вокација. Во таа смисла, трудот вродени луксантни состојби на колковите кај децата во Струга и Струшко за периодот 75-2005 беше труд кој што представува евалуација на сознанијата за оваа вродена аномалија кај децата. По својата проблематика, овој труд е единствен во нашата земја. То ме натера покрај рахитисот и растот и развојот на децата, моето работење на превентивните дејности, јас ги водев систематските прегледи кај децата, имаше пресуден момент што го доживеав многу болно. Во една прилика, во едно летно попладне, во мојата амбуланта влегоја двајца млади, татко, мајка, родители со едно прекрасно бебе од
7-8 месеци, расплакано, тие преплашени, детето беше ставено во гипс. Знаете, лекувањето на децата со исчашени колкови во тоа време беше таков. Принципот ги ставаа во гипс и таа ужасна слика јас многу болно ја доживеав. И тоа беше причина да почнам да се интересирам посебно покрај другите вродени аномалии на срце, на бели дробови и така натаму, за ова вродена аномалија кај децата и започнав со посебно истражување на тој план и како последица на тоа следење, кое траеше полни 30 години, произлезе и мојата монографија за ова заболување. Да ви кажам, страотно висок процент на деца, особено во некои средини, во неколку села во нашата општина во Струга, беше застапено ова заболување и болницата, специјалната болница, сега се вика Свети Еразмо во Охрид, тогаш ја викавме косно-зглобна, кај што работеа и работат ортопеди, беше преполна со деца заболени со ова заболување. Како што рахитисот се реши со превентивни дејности, можностите со превенција на ова заболување да биде сведено на минимум се исто така големи. Така да со еден ран скрининг кој што почнува со 3-тиот ден после раѓањето. Значи, од 3-тиот до 5-тиот ден, тие 2 дена после раѓањето на детето се пресудни за неговиот цел понатамошен живот. Доколку во тој период биде откриено постоењето на ова вродена аномалија, тогаш лекувањето, односно спречувањето да тоа прерасне во вистинска болест е огромно. Имавме доста тешкотии во тоа, затоа што и како превентива и како лекување мораше да се смени една страшно стара навика во нашето население, децата да се повиваат со тие повои и така натаму како што порано се правеше, и во тоа време беше модерно да се вика широко повивање. Тога излегоа едни така наречени шведски пелени. Меѓутоа, структурата на населението, особено во мојот крај, во Струга и Струшко, е таква да тоа не одеше така лесно. Имав доста проблеми да ги убедувам родителите, особено постарите, дадото, бабата, дека детето не смее да се врзува така како што дотогаш се врзуваше, но јас морам да напоменам дека секој ден, буквално секој ден, бев во некоја од 30-тината села што припаѓаат кон Струшката општина, значи присутен во домовите, во канцелариите, во кооперациите, така тие продавниците ги викаа, во некои од школите, и вршев систематски прегледи и упорно инсистирав на тоа широко повивање и рано откривање на таа аномалија. Како происход на сето тоа, произлезе и таа монографија, која е, како што рековте, се уште единствена во нашава република. Сега можам исто како за рахитисот со голема гордост да кажам дека веќе процентот на деца со вродено исчашување на колкови кое што прераснало во болест е сведен на таков минимум да јас доста комуницирав со колеги од Италија, кај што беше центарот на професорот Ортолани, кој што го откри тоа рано откривање, скринингот на ова заболување. Комуницирав со тие колеги, ние сега дури имаме, зборувам за ниво на Струшката општина, понизок степен на ова заболување дури и од Италија и од Шведска.
Ја следите емисијата Траги во времето со примариус доктор Климе Матоски, специјалист по педиатрија. Континуирано го следевте растот и развојот на околу 25.000 деца. Од сето тоа истражување и следење произлезе и вашиот труд некои аспекти кон растот и развојот на децата од Струга и Струшко за периодот 83-2006. Да, точно така. Полни 30 години траеше собирањето на материјал кој што го добивав при систематските прегледи. Систематските прегледи подразбираат, а јас тоа многу сериозно го сватив, подразбираат целосно следење на растот и развојот на детето од раѓање, значи, дури во многу случаи од самата концепција, значи од зачнувањето па до адолесценција. На кој начин тоа го работевте? Вие тогаш се Јас оформив едно детско советувалиште во кое што во еден период имав полни 5 екипи, 5 лекари со медицински сестри, секој ден планирано со сите каутели, неопходни услови за има пропис како треба, што треба да биде направено, како, под какви услови и што се да опфати систематскиот преглед на децата. Не е то само вагањето, мерењето, ами то беше едно целосно следење на психофизичкиот раст и развој на децата. Имав среќа да запознам луѓе, јас ги викав компјутерџи во македонски железници, кои што повеќе од 25 години. Значи, ми изработија еден огромен софтвер, програм, податоците 10 години се внесува овде, во нивниот компјутерски центар, во центарот на македонски железници. Потоа успеав некако да добијам и јас еден персонален компјутер во советувалиштето, ги внесувавме сите тие податоци и се собра една база за околу 146.000 прегледи, следени во континуитет. Едно дете може да има 30 прегледи, значи не е правен пресек на преглед, ами секое дете од тие 25.000 е следено од раѓање до адолесценција. Дали во тој период вие бевте пионери во тој начин на следење на Па да ви кажам сега, здравието? можда ќе прозвучи нескромно, меѓутоа нашите податоци, професори, врвни професори педиатри од тогашна Југославија ги цитира не само во Југославија и во Европа, ами во цел свет. Така да и ден денеска моите колеги педиатри за жал користат туѓи надворешни стандардни вредности за растот и развојот на децата. Ние во Македонија во навреме и во Југославија немавме наши стандарди. Горд сум што јас во таа моја книга која брои некаде околу 830 страници, за сите параметри релевантни за растот и развојот, донесов наши национални, добро, локални за Струга и Струшко, меѓутоа, с обзир на огромниот број, 146.000 прегледи, 25.000 деца, следени полни 30 години, донесов одредени стандарди кои што сегашните педиатри можат слободно да ги користат при следењето на растот и развојот на нивните пациенти, на нашите деца. И во нивната тоа научно-истражувачка работа се разбира. Секако, и тоа е од национален интерес. Овде морам со жалење, со многу големо жалење да напомнам нешто што, еве, јас сум веќе стар човек, меѓутоа со големо разочарување, еве дури и ден денес јас и покрај многубројните напори и обиди да овој софтвер го понудам комплетно бесплатно, комплетно без било какво барање на нашето Министерство за здравство. Многу обиди направив, многу министри се испоменија,
успевав да стигнам до некои од нивните помошници, да прикажам тоа што имаме, да бидам многу фален за сето тоа, да се укаже дека е единствено, дека е од национален интерес. Меѓутоа, не се најде начин да овој софтвер биде прифатен од Министерството и с обзир да тој и ден денес функционира. И нудев некаква пилот програма во неколку општини во Македонија да го тоа внесат, бидејќи е софтверот така направен да може да функционира централно. Секое мое дете од тие 25-6 илјади има свој матичен број, единствениот матичен број, така да кажеме, доаѓа дете од Струга да биде прегледано кај некој доктор заради некој проблем или не знам зашто во Скопје и само да биде повикано на компјутерот со неговиот матичен број и лекарот, иако прв пат го гледа тоа дете, да има увид во сите релевантни податоци кои му се неопходни, затоа што во тоа следење на децата јас водев комплетна евиденција и за здравствената состојба, за сите негови заболувања, за сите негови алерголошки состојби, за поранешни лекувања, добивања кои лекови ги добивало, на кои лекови е детето алергично и така натаму, што претходно преживеало. Така е тој еден комплетен увид би си имало за децата, меѓутоа не успеав во Министерството за здравство да најдам на луѓе кои ќе го прифатат тоа и така. Чинам дека тој прекрасен, еден од најголемите во Европа беше прогласен тој програм, дека ќе продолжеше да функционира успешно. Не, она што мене ме боли тоа е дека ќе умри заедно со мене. Со напредокот на медицината и со здравствената едукација на Стружани, што е ваша заслуга, е подобрена здравствената состојба на жителите на Струга и Струшко. Како гледате на здравието сега? Како гледам на здравието? Вака. За да имаме здраво население, мора да имаме здрави деца. Ако се во ова е вака како што кажав, а така е, тогаш значи за очекување е дека имаме здраво население и навистина имаме. Сега, друга е состојбата што е светски проблем, да кажеме, овие климатските промени, темпото на живење, модерните, кардиоваскуларните заболувања, инсултите, тоа не може да биде превенирано во детската возраст, но веќе немаме ни една од тие епидемиите за кои што зборував, ги немаме, да речеме, страотниот проблем. Јас преку 100 трудови објавив, рецензирани се разбира, на темата неухранети деца, на темата диареални заболувања од кои што голем број деца ни умира, од нехигиената, од сето тоа е веќе влезено во историја и многу се чувствувам гордо што сум еден од тие кои што допринеле во тој план. Се разбира, не бев само во тоа, ние бевме екипи и така. Да помагате не е само ваш животен избор, туку и ваша лична вокација, имено крводарител сте повеќе од половина век. Да, првото моје крводарување беше како гимназијалец. Еден од трите носители, значи во Струга и Струшко се досега во историјата на Организацијата на Црвениот крст доделени 3 златни медали за крводарување. Горд сум што еден од тие тројца сум јас, носам златен медал за крводарување. Имам повеќе од 70 регистрирани и уште 20-30 нерегистрирани крводарувања. Бев децени член на Републичкиот одбор на Црвениот крст и главно го водев ресорот крводарителство. Музиката исто така е ваша огромна љубов, преточена е во колекционирање на музички numeri, но и во анимирање во таа сфера. Имено еден од резултатите беше ансамблот Распеани Стружани. Да, во ансамблот Распеани Стружани учествувавме
20 години јас со супругата. Малку свирам, танцувавме, постигнавме огромни успеси не само на републичко ниво, ами одевме и низ цела Југославија, гостувавме во Виена, во Холандија, во Унгарија и така натамо. Долги години бев и негов председател. Музиката многу ја сакам, така да ми представуваше и еден вид издишка од ангажманот на другите полиња. Но откако сте пензионер, велите имате уште помалку време. Како го исполнувате денот и што ве преокупира интелектуално? Па јас продолжив да пишувам, сега малку на еден друг план, пишувам малку белетристика. Сакам да напишам една монографија која би гласела така. Работниот наслов би бил приказки на еден дедо доктор. Се обидувам тоа да го завршам. Така, се служам доста се бавам доста со фотографија, се бавам со музика. Многу ја сакам природата, често сум на планина и така. Што представува за вас најголем успех во животот или, да кажеме, сатисфакција? Семејството. Јас сум пресреќен и преблагодарен на Бога за тоа што ми го подарил семејството такво какво што го имам, сопругата, ќерките, внучињата. Среќен сум, многу сум среќен кога низ главната улица во Струга ми притрчуваат сосема непознати млади луѓе и викаат дедо Климе. Јас така, долги години, 20 години уназад, сите деца што ми доаѓаа во советувалиштето, во амбулантата, на детското оделение, се трудев да ги научам да не ме викаат докторе, да ми викаат дедо Климе и на тоа сум многу горд и среќен. Но и ке дополнам, вашиот удел во здравствената едукација и просветување на Стружани е огромен придонес и за Македонија воопшто. Добро, тоа треба други да го кажа, се разбира. Господине Матовски, ми беше чест што со слушателите на Македонското радио споделивте мигови од вашиот плоден работен век, од кој што, како што реков, бенефит има целокупното македонско здравство, па и пошироко ви пожелувам добро здравје и да го задржите тој ведар дух што го имате. Благодарам. Во емисијата Траги во времето го проследивте разговорот со примариус доктор Климе Матовски, специјалист по педиатрија. Автор на емисијата Виолета Ќурчиева. Спикер Душко Салтировски. Тон мајстор Борче Трагачевски. Many moonless nights, cold and weary, with a babe inside, and I wonder what I've done. Holy Father, you have come and shown I am waiting in a silent prayer. I am frightened
by the load I bear in a world as cold as stone. Must I walk this path alone? Be with me now. Be with me now. Breath of heaven, hold me together. Be forever near me. Breath of heaven. Breath of heaven, lighten my darkness. Pour over me your holiness, for you are holy. Breath of heaven. Do you wonder as you watch my face if a wiser one should have had my place? But I offer all I am for the mercy of your plan. Help me be strong. Help me be. Help me. Breath of heaven, hold me together. Be forever near me. Breath of heaven. Breath of heaven, lighten my darkness. Pour over me your holiness, for you are holy. Breath of heaven, hold me together. Be forever near me. Breath of heaven. Breath of heaven, lighten my darkness. Pour over me your holiness, for you are holy. Breath of heaven. Breath